من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم على الامتحان. Акаја нори џамија билер хабеши која се ракаѓола ки насе во шуто ризари, почвингјате градиналбе панда тари 2004 година, ке каја населба и џамија која почвингјате градиналбе, највише со поможинге за те почвинелпе те градиналбе и џамијата но он народо тари акаја населба која те со живинена, исто народо са тари цело Скопје, па и агјада тари цело држава Македонија, па и тари Европа да кола со несебично од повикунге пеко повик, кола со повикунгемен башите изградба акале џамијакир. Исто агјар на не буџенета неко почунте бројнавен панава кој со есар највише, али буџенета некола со поможиге и џамија, текерот пек изградба кола со автивета никоја каја ситуација сави со итами. Пандако тари 2004 година джиав диве проложинеја панда дали изградбаја ки џамија кола со керна пенесаве детаља тари акаја џамија. И шајте ди келпе да канако полно вати, каква последно бежда кога со дикаја, шајте ди келпе дека и џамија преновиримитани, тоес средимитани невете пиконца, исто ки гар пато јек нево дело. Тари џамија е џувленге коте со ракајген од џувля, панда јек плюс нево дело градингапе, коте со шај амарел нелико со карено џувля, тоа ленге побутер да танки џамија. Џамија градинелапе неко борберша, али јек баро благодарноса џукамаро народо кога со неседично поможнина јака џамија. Нековен састе, Аллах нека дотумен секогаш укари па кога со одазивнината мен кокови баши и кериба Аллах ескерек хераке кајдине. Ја гјарда нели Аллах и вакерла ко Курани, но кола со вернена ко судно диве, ко Аллах им ко судно диве, ова грижинена пе Аллах им герек хереске со ракагна ки дуне. Адалеске Аллах нека дотумен секогаш укари. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال نبينا الكريم في حديثه الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Возвишениот Аллах Джелешану Субхану ва Таала на кого му припаѓа вечната благодарност и пекамберот салаллаху алейхи ва селем на кого му припаѓа салаватот и селамот, не подучуваат и не упатуваат на правиот пат преку Аллаховата книга и преку сунетот на пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Она што ги краси џамиите и она што е убавината на секој месџид е тоа што секој кој што ги посетува и доаѓа се грижи Аллаховото задоволство да биде над нив. За разлика од другите места кај што да луѓето, таму се грижат кој што мисли за нив, кој што ќе каже и како ќе се однесува кон нив. Но овие месџиди, овие џамии кои што Аллах Джелешану ги нарекува како Аллахови куќи, всушност се тие кои што нудат сколку и мир во душата, каде што задоволството се бара само од еден и единствен створител Аллах Джелешану Субхану ва Таала. Во таа насока и ова наша џамија Билал Хабеши со години намазат функционира и се труди да биде на висината на задачата. А тоа е она што го вели Аллах Джелешану Субхану ва Таала, да го следиме пекамберот салаллаху алейхи ва селем, кој што е најдобар пример, и она што не учи Расул Аллах, да го учиме Куранот, да се подучуваме на неговите одредби и да ги практикуваме во нашиот живот. Веќе привршува втора деценија како што сум хатип во оваа џамија и можам да кажам дека патот кон верата, патот кон знаењето, патот кон Аллаховото задоволство не е нешто што се стига преку ноќ. Тоа е нешто што ние го градиме секојдневно и се трудиме да бидеме од оние кои што
земајќи го пасвот од Аллаховата книга, од сунетот на пекамберот салаллаху алейхи ва селем, ќе го избереме вистинскиот пат да дојдеме до оваа наша цел. Секако ние имаме одговорност и кон младата генерација. Овој доњалок брзо поминува и ние ќе бидеме прашани за нашиот однос кон нашите деца, кон нашите млади луѓе. Затоа се трудиме во последните години, а посебно и оваа година, во соработка со родителите и со сите оние кои што сакаат да дадат подршка на оваа иницијатива, да направиме еден чекор понапред во изучување на нашата вера. Во склопот на нашата џамија имаме објект мектеб кој што ги исполнува сите услови за современо учење на нашата вера. Затоа, почнувајќи некаде од втората половина на декември минатата година, формиравме еден мектеб кој што го нарекувавме Млади и добри Билал Хабеши. Млади и добри затоа што се надеваме дека навистина оваа генерација која што е млада и добра ќе го следи примерот од еден од најголемите асхаби и примери во историјата на исламот, а тоа е Билал Хабеши, кој што го носи името на нашата џамија. Затоа формиравме мектеб кој што всушност ќе ги изучува сите основни гранки на исламот. Од теохидот, верување во Аллах Джелешануху, од исламските прописи, моралните вредности и сето оно што го прави еден муслиман како комплетна личност. Затоа, од декември минатата година, почнавме првично со 6-месечна програма која успешно ја завршивме и видовме дека децата имаат интерес, имаат можности и ако им дадеме поддршка, можат да постигнат големи резултати. Некаде во средината на оваа година, ние ги завршивме тие први 6 месеци и можам да кажам дека со успех мектебот го завршија 8 деца. Но ние не застанавме тука, продолживме и наредни 6 месеци. Децата се вдлапнутуваат во изучување на исламската вера и се надевам дека ќе добиеме уште поголема поддршка од родителите и сите оние кои што препознаваат иднина за исламот во ова наше место. Затоа ќе завршам и нема да должам. Ќе повикувам сите оние кои што веруваат во Аллах Джелешан, на сите оние кои што ми е драг и мил сунетот на пекамберот салаллаху алейхи ва селем, за сите оние кои што се убедени дека џамиите се Аллахови куќи на дуњалката, да го дадат својот допринос, да дадат своја активност, да оваа џамија се збогати со уште нови млади луѓе, да дадат допринос од тоа што ќе ги донесат своите деца, да бидат оние кои што ќе бидат горди на дуњалукот и ќе имаат севап и на ахирет со тоа што нивните деца ќе научат да читаат Куран, ќе ги научат исламските принципи и ќе бидат пример на заедницата во местото кое што живеат. Ќе завршам со една убава дова која што е потребна за секој еден од нас, а тоа е го молам Аллах Джелешану субхану ва таала да даде берекет во она што го работиме, да даде искреност во она што го учиме и да бидеме од оние кога од овој дуњалук ќе се селиме на ахирет со највредните, со највозвишените зборови, со шехадетот на наши усни да се селиме. Амин, ја раббел алемин. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи таала ва баракатух. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد وحمدي и заколност припадинала Аллах ескете бареку ва таала, салаватем селам управо Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем, салаватем селам управо пегамберскере, садиме породица, емџико сам марушакола дживдинена, емка дживдинена кале возвиши медине джико јомух кијаме. Аллахуме амин. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху. Садиме каланен тај садиме пинален, кола со дживдинена кја каја дуни. Оставинала пес прашање дали џамија Билал ел Хабеши, која се постојнела бившо и берш, дали воопшто функционирала. Џамија Билал ел Хабеши, која се постојнела тери 2004 година,
чинакари бишу дујбеш функциониринела 5 вакти намази и сила плюс лакере активности ако те со иншалла чаве сиклона од дини ислам сиклона Кур'ани ем тако дај. Далја мену мануша о муслимајна која со дживдине ќе кај дунија требала те да поддршта пико а кале мандле Аллахескере керески. Чачипаске увек требала те да пико и увек требала те поможина и награда на неко мануш и наградата лико Аллахи те барек отане. Секоја јек која сока поможинел а кава мангло Аллахескоро кер и награда каракела ко Аллахи те барек отане. Одолеске од джамијетаре најмангле Аллахескере кера коти секоја диве јек муслимани јек роби Аллахескоро посетинеларем хем кереле ибадети. Амари джамија джала дајледа, значи функционирала 5 вакти намази, сила џума намаз и сила активности, ако те чаве, со сиклона ем на динаемен ем кераја доај ко Аллахи, те локчарен менге те дернен секоја хајде, секоја шукари пе, ем тикрон со пошукар генераци. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуh.